Така е, добро ви утро, колеги. Како што најавивте, во ова наше јавување зборуваме за состојбите со пожарите, подготвеноста и безбедноста во Националниот парк Галичица. Овде со мене е Ѓуро Јовчевски, одговорен за чуварската служба и за пожари. Добро утро, Ѓуро. Прво да би сакала да ве запрашам како ја оценувате моменталната состојба во поглед на пожарите, споредбено пак со лани, кога крајот на јули и почетокот на август имавме навистина голем проблем. Така, Сонја, добро утро до сите гледачи на македонската телевизија. Првенствено би сакал да дадам еден осврт на сегашната состојба која гледате како полека со оглед на временските температури почна да се појавуваат пожари, посебно во источниот дел од Република Македонија, каде вегетацијата секогаш порано доаѓа и е посува. Така да почнуваат сезоната за пожари, што го вклучува алармот да видиме многу побудни и да внимаваме во однос на тоа. Споредбено со ланската година можам да кажам дека имавме катастрофална година со близу 3000 пожари. Вие самите знаете, на Галичица имавме на непристапниот дел пожар, исто како 2007, 2021, 2024. Имавме 25 дена активен пожар. Така да сметам дека треба што побудно да се и посериозно да се сватат сите тие состојби, бидејќи влегуваме пополека во критична фаза на зголемени температури и на сува вегетација. Како институција оваа година, Јовчевски, што превзедовте за превенција? Така. Со оглед на оперативниот план кој ни е пропишан со закон, нели, имено во рамките на Националниот парк Галичица, како установа со која ние стопанисуваме, ние наша обврска да водиме сметка во однос на превенцијата, можам да кажам дека според оперативниот план, оваа година, почнувајќи негде од почетокот на март месец, исчистивме близу 60 на километри пат, вклучително превојот за посетители од Дервен до Стење и сите други шумски патишта. Не остана уште нешто малку на кое се уште работиме на делот мал на Охридска страна. Така да во поглед на тоа направивме пристап на секакво можно моторно возило кое би влегло и што е неопходно за не дај Боже доколку дојде пожар. Понатака имаме сменски работења, дежурства, веќе добри 2 месеци и сега ги имаме заакнато тие мерки. Имаме според оперативен план првично 5 луѓе од единицата за брза интервенција која должна веднаш да интервенира и останатите 10 луѓе се вториот прстен кога би дошло нешто поголемо. Ова е суштинско значење бидејќи ако не вршиме патроли, превенција, набавка, исто така имаме извршено амортизираната опрема. Сето тоа е многу значајно како превентивна мерка да не дојдеме во ситуација да одвлекуваме воздухоплови ресурси кои навистина ќе бидат и то како потребно сигурно во наредните 2 месеци. Заради тие работи ги презедовме овие чекори ова година уште поенергично да пристапиме кон тие превентивни мерки кои се многу побитни од пресија и од супресија од пресија. Јовчевски, би сакала да ве запрашам каква е вашата соработка со локалното население и овде би подпрашала колку волонтери имаме, пожарникари кои што би ви биле на помош. Така. Сонја, благодарам на прашањето. Местното население е незаобиколен сегмент во рамките на Националниот парк. Со него градиме соживот, соработка веќе добри години. Аз сум 18 години. Имаме 5900 жители, 18 местни заедници кои се исклучително свесни за состојбите кои многу свесно пристапуваат кон Националниот парк Галичица со нивната 20% приватна собственост. Луѓето се наши соработници, кооперанти, можам да кажам, партнери во работењето и управувањето на паркот и можам да ги пофалам многу. Ево еден показател, јас 18 година сум тука како одговорен за пожари, всушност и како пожарникар претходно нели имено. И можам да кажам дека од 70 на пожари кои сум ги имал активни регистрирани, најмалиот бил 1 час до најголемиот на Стара Галичица 25 дена. Така да тие пожари од страништа и од други работи полека се намалуваат, бидејќи населението е многу свесно во рамките на Галичица и немаме намерни подпалувања, немаме некои диверзии. Напротив, луѓето доколку нешто забележат, веднаш се јавуваат, така да и доста од волонтерите од местните заедници исто така има обука во организација на општина Охрид, каде со ДЗС, Дирекцијата за заштита и спасување, пред 2 месеци одржавме обука за нови 100 членови, вклучително и 50 беа од
националниот парк од жителите на Галичица, така да имаме многу заакната соработка со местното население, кој особено го пофалувам и секогаш ќе се трудам да бидам нивен сервис со моите вработени. Така, Јовчевски, како основач на противпожарно еколошко здружение кое што се грижи за Националниот парк Галичица, би сакал да ве прашам кои се вашите цели и дали имате соработка и со други здруженија? Да, пред 3 години од ентузијазам е формирано здружение со исклучиво со членови од селата од Националниот парк Галичица, од Галичките села. Нашето здружение брои 50 на членови во 3 сектори. Едниот е доброволна ренџерска служба која пријавува девијантни појави, другото е оделение за собирање на кабаст отпад и имаме 20 момци подготвени со сертификати, бидејќи треба многу внимателен пристап кон волонтеризмот, сепак се работи за нешто што е многу сериозно, треба опрема, треба обука, не може само секој да се уклучи во таа ситуација, така да имаме едно оделение од 20 на луѓе кои се на различни позиции, синхронизирани, вршиме заеднички патроли, меморандум за соработка со Националниот парк, исто така имаме соработка со горската служба, спасителната служба која многу ни дава поддршка и помош во односи на опрема и на логистика, спремни дечки. Еко ФАП исто така како здружение, Великамен како здружение, морам да кажам исто така од преспанска страна Парк на езерани, дечките ни се многу добри партнери кооперанти и преспанските волонтери кои даваат свој придонес, околу 120 волонтери на Галичица спремни во секое време да можат да дадат придонес, а и секако не дај Боже доколку дојде на некој дел друг од градот Охрид и пошироко во Република Македонија. Малку имаме потешкотија со набавка на опрема, али се трудиме некако, се уште знаете, волонтеризмот и доброволните друштва се уште се пионерска ситуација во Македонија, али се надевам во догледно време ќе имаат слуки и одредени други институции да се тоа го поддржат, сепак е волонтерски племенита работа, а само нас не треба опрема, ала целиме кон едно возило во догледно време кое ќе имат пумпа, наменско, само за таков терен, бидејќи претежно ние состојбата на планинските делови на отворен простор, ние не сме за урбана средина. Имаме исто така соработка со општинските предпријатија, со локалната самоуправа, со противпожарната територијална единица и сите чинители. Нас ни е целта да делуваме превентивно со пешадија, да не ги одвлекуваме воздухопловите, ертракторите и хеликоптерите. За нас тие луѓе, верувајте, сум ги гледал, не постои поголеми херои од нив и сакаме да придонесиме, да не трошиме ресурси од државата, да што побитно некако и попрофесионално ја заштитиме Галичица по простојниве некои 2 месеци кои доаѓаат со него. За крај, Ѓуро, би сакала да ве прашам кој е вашиот апел до туристите, до граѓаните. Знаеме дека е екна туристичка сезона, имаме голема посетеност во Националниот парк. Да се однесуваат совесно, ево сега има забрана за која дискутабилно е да зборувам, од една страна е можеби контрапродуктивна, од друга дават некој придонес, но ги одвраќаат тие кои би сакале да се во планина, рекреативци, планинари, али за сепак за нив имаме електронска најава, така да воопшто не е отежнато ограничувањето да доаѓаат во установата, се пополнува апликација електронски, нема никаков проблем, ние сме на терен и имаме оставено ние броеви од спасителните единици, од другите здруженија, од местни заедници, доколку видат забележат некои действија да известат установата и тука би апелирал на службите да ги зајакнат казнените мерки, заедничките патроли кои ги имаме, заборев да кажам, и со СВР Охрид и со граничната полиција. Имаме заеднички патроли со шумска полиција и казнените мерки мора да дадат некој придонес како ресоциализирачка мерка, да се видат казни и да се санкционираат пироманите кои се знае дека е тоа со намера и во поголемите случаи знаеме и мотивот кој е и сите работи. Јовчевски, ви благодарам многу што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Јас посакувам годинава да немате работа и да немаме пожари ниту во планина, ниту пак на отворен простор. Студио. Сонја, благодариме за ова линковско вклучување.